Почитувани граѓани на општина Куманово, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани пратеници во Македонскиот парламент, почитувани колеги. Денеска од овде, од моето Куманово, со особено задоволство сакам да ве информирам дека реновирањето на овој објект во кој е сместен секторот за внатрешни работи во Куманово е успешно завршено. И со гордост можам да кажам дека ова е 60-ти објект на Министерството за внатрешни работи кој како раководство го реновиравме и на тој начин обезбедуваме подобри услови за работа на полициските службеници и подобри услови за добивање на услугите на граѓаните. Реновирањето на објектот, кој што е изграден 1929 година, беше изведено во 5 фази. Започна во делот каде сега се сместени вработените во Окра, потоа беше извршено целосно реновирање на полициска станица Куманово, санација на просториите за приведување и задржување на лица, како и изведба на нова пристапна рампа за лица со инвалидитет, а реновирањето беше направено и во делот каде што е сместено БПС Куманово и Крим полиција. Во целиот објект на СВР Куманово заменети се дотрајаните дрвени прозорци со нови ПВЦ прозорци, влезните портали со нови алуминиумски врати, изведена е термоизолациона фасада низ целиот објект, поставено е ново извршена санација на постојното парно гледање низ целиот објект, поставени се нови влезно-излезни рампи, поставени се рефлектори за надворешно осветлување и видеонадзор на целиот објект, како и на сите други простории и многу други работи кои што се во функција на подобрување на условите и на работата на секторот за внатрешни работи Куманово. Исто така, проектот за гасификација на СВР Куманово е доставен до општина Куманово и по добивање на соодветното одобрение целиот објект ќе се грее на газ, што ќе дадеме придонес и кон заштита на животната средина. И за овој објект на секторот за внатрешни работи Куманово, како и за другите 59 објекти на разни организациони единици во Министерството низ државата, што беа санирани, подобрени условите, реновирани, Министерството одвои средства од сопствениот буџет во нашите рамки на наши програмски активности за севкупно подобрување на условите и материјално-техничките капацитети на нашата полиција, што како активност ја започнавме во 2017 година и токму и за овој објект беа одвоени финансиски средства за целосна негова санација. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека при реализација на овој програмски приоритет се водевме од потребата за домаќинско и економично трошење на вложените средства, така и во поглед на користење на материјали што ќе гарантираат значителна енергетска ефикасност и заштеда, без при тоа да се намалува квалитетот на потребните изведбени работи и стандарди. Од ноември 2020 година до денеска реконструиравме 11 објекти, а моментално работиме и на други објекти кои што ќе бидат целосно готови до крајот на годината. Од ноември до денеска ги завршивме целосно објектите управните служби во Кавадарци, ОВР Крива Паланка, ОВР Гевгелија, ОВР Кавадарци, полициско оделение Ростуше, војнички клуб Илинден за потребите на САЕ Тигар, ОВР Ресен, полициско оделение Дојран, полициска канцеларија Старо Ногоричане, полициско оделение Ранковце и полициско оделение Чашка. Во моментот се работи на реконструкција на полициска станица Карпош, ОВР Крушево, ОВР Прилеп, ОВР Радовиш, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Штип, ОВР Пробиштип, полициско оделение Македонска Каменица, полициско оделение Кривогаштани, ОВР Делчево и ОВР Берово. И така ќе продолжиме и понатаму. МВР континуирано создава подобри услови за сите вработени, што пак носи подобри резултати во работењето и во интерес на граѓаните. На крајот сакам да кажам која беше причината токму денеска се промовира објектот. Бидејќи е завршен целосно со реконструкција, одлучивме овој 60-ти објект да го
промовираме денеска во Куманово, во пресред на 30 годишнината на независна суверена Република Северна Македонија. Еден огромен јубилеј, празник за сите граѓани, а реконструкцијата на целиот овој објект е навистина празник за сите вработени на секторот за внатрешни работи Куманово и за сите граѓани на Куманово. Ќе продолжиме посветено и понатаму да работиме, да ја градиме македонската полиција и да ја градиме Република Северна Македонија. Ви благодарам.